Предвремени парламентарни избори се единствената опција за легитимна власт во Македонија. Политичките експерти се децидни дека локалните избори во Тетово го отсликаа она што е познато од последните локални избори минатата година, дека народот се помалку и верува на власта. Сега во моментов власта го нема легитимитетот да владе и особено го нема легитимитетот да носи сериозни одлуки, како што беше подпишувањето на тој договор со Бугарија, кој колку е степен и колку всушност е потребно се потребни тие нови избори, ако покажува фактот што не може ни да почне да се имплементира тој договор без промена на уставот, а за тоа власта нема мнозинство. Така да изборите ќе бидат и едноставно еден тест дали граѓаните го поддржуваат или се против ова што го работи актуелната власт. Дополнително, сите последни анкети покажуваат дека опозицијската ВМРО ДПМН ужива поголема доверба од владеачката СДСМ, доколку се одржат парламентарни избори. Не беа ни потребни изборите во Тетово за да се види дека едноставно поддршката кај опозицијата е многу повисока од таа на власта, бидејќи имаше локални избори минатиот октомври, имаше огромни, би рекол, протести против овој француски предлог, дополнителна подкопа и она, би рекол, намалена доверба во власт, значи дополнително ја намали. Така да мислам дека и самото однесување на власта која што на секој начин се труди да ги избегне тие предвремени избори покажува всушност какво е расположение. Според експертите, тенкото мнозинство во парламентот го наметнува како логичен заклучокот дека за функционалност во државата се неопходни нови избори, а за тоа показател е и слабиот одзив на граѓаните на секои наредни избори. На сите анкети во минатите 2 до 3 па и повеќе години, бројката на оние што не излагаат, не гласаат, не знаат за кого или не одговараат е само поголема и поголема. Што ни кажува тоа? Тоа ни кажува дека нешто мора да се менува и тоа подитно. Дали тоа би биле нови избори? Јас лично не верувам дека некои нови избори би направиле спектакуларна промена во државата, во општеството и во функционирањето. Но дека треба да се измешаат картите, треба нов шпил карти, нова политичка постава, што значи и нови избори. Инаку со последните избори во саботата, 6 партии влегоа во Советот на општина Тетово, без се освои најмногу 12 советници, ДУ 11, ВМРО ДПМН е 4, СДСМ 2 и Алтернатива и ДПА по 1 советник. Односот на гласовите помеѓу ВМРО ДПМН и СДСМ во Тетово е 2:1, во советници е 4:2. Ако тоа се преслика на ниво на Македонија, во моментов ВМРО ДПМН би имала 55 пратеника, а СДСМ 27.